Неопходна е револуција во дневното мени, советуваат нутриционистите. Што помалку хемија во исхраната, толку поздрави поколенија. Во спротивно, не можеме да станеме имуни на модерните болести. Здравите навики се градат од дома, но мора да имаат континуитет во институциите во кои децата поминуваат поголем дел од денот. Министерството за труд и социјална политика со силна кампања за вметнување нови стандарди во исхраната на дечињата, од едукативни работилници до практична земјоделска работа. Денот посветен на здравата храна беше само подсетување како воспитувачите и негователките во градинките треба барем 1 час дневно со креативни примери постепено да им наметнуваат здрави продукти на децата. Градинката Гоце Делчев во Виница ги прави првите чекори во промена на дневното мени кое храни 400 дечиња од 9 месеци до 6 годишна возраст. Особено обрнува големо внимание на сезонските продукти, грозје, сливи, праски кајси, лубеници и така натаму. Значи, се трудиме секој пат колку можеме поголема количина. Дори имаме и налог барање на Министерството, значи и даваме податоци за количината месечна, годишна потрошувачка. Знаеме дека здравата храна е многу важна за развојот. Во вчерашната работилница активно беа вклучени и родителите кои според вработените се тие кои треба да дадат максимална поддршка со совети кои ќе произлезат и од домашните рецепти. Ние сметаме дека прво треба да се појде од семејството. Семејството е тоа што највеќе придонесува како да се хранат децата. Дали препораките од нутриционистите целосно ќе го исфрлат и белото брашно од дневна употреба? Отпорот во тој дел се уште затајува. Еднаш неделно, 5 дена да се користи црн леб. Меѓутоа се случува децата да го одбиват, бойкотират, не сакат да јадат. Инаку сакавме, значи, и веќе неколку време практикувавме, значи еден ден во неделата да користиме црн леб. Треба малку и родителите, значи, да вршат едукација. Според надлежните, промената на менито во детската градинка нема да ја зголеми партиципацијата која плаќаат родителите, така да единствено останува нашата желба и труд да ги менуваме работите, но и сваќањата кои претходно ги наметнале по старите генерации, кои воопшто немаат допир со компјутерите и мобилните телефони.